за моите гости, Газмен Тајдини, Пандов Александар и Петар Арсовски. Како што веќе најавив, вечерва ќе дискутираме на две теми со оглед на она што се случува во грчкиот парламент и тамошната расправа за ратификацијата на договорот од Преспа и за она што следува кај нас, а тоа е се поизвестно е дека ќе ги дознаеме можеби до крајот на неделава повеќето кандидури за претседателските избори. Но за почеток да не должам многу, да ти ја вклучуваме Марија Дивитарова Савановиќ. Марија, кои се најновите информации и каква е дебатата во парламентот и дали е известно она што го кажа во вестите дека Нова демократија може да се случи да побара гласање на владата на Ципрас повторно, со што би го одолговлекувала гласањето за ратификацијата на договорот и сето тоа би се случувало дури во понеделник. Жане, практично информациите се менуваат од минута во минута околу она што е клучно, односно дали Нова демократија ќе поднесе барање до грчкиот парламент за гласање на доверба на владата. За разлика од пред половина час, кога речиси беше сигурно дека тоа ќе го стори, најверојатното сценарио беше дека тоа ќе се случи утре непосредно пред гласањето на договорот од Преспа, односно неговата ратификација. Сега стигнуваат некои колебливи тонови од партијата на Кириакос Мицотакис, наводно во консултација со неговите соработници, тој ја отфрлил нивната идеја да се поднесе барање за гласање недоверба на владата со оглед на настаните од минатата недела, кога грчкиот премиер Алексис Ципрас ја доби веќе поддршката со 151 глас. Наводно проценките на лидерот на Нова демократија Мицотакис се дека таквиот чин повеќе би наштетил на партијата отколку што би донел политички поени или било какви придобивки, бидејќи во суштина ништо не се менува, затоа што премиерот Алексис Ципрас е сигурен дека ратификацијата ќе помине во грчкиот парламент. Проценките партиски се дека ќе помине и со повеќе од 151 глас, односно повеќе од она што беше изгласано како доверба во неговиот кабинет. Жане. Марија, значи ли тоа дека се оди според планираната агенда, денеска и утре да се дискутира во парламентот, да има дебата, а утре вечер е можно веќе и гласањето за ратификацијата на договорот? Секако, ако Нова демократија не го поднесе тоа барање, можното сценарио е гласањето за ратификацијата да се случи утре на полној, кога би се исцрпила и дискусијата на пратениците. Само 100 вкупно 300 пратеници не се пријавија за дискусија околу договорот за името. Ако му се верува на председателот на собранието Никос Вуцис, тој ќе ја заклучи расправата и ќе ја стави ратификацијата на договорот утре на полноќ. Тоа е засега најверојатното сценарио во случај Нова демократија да се откаже од барањето за гласање доверба на владата. Марија, со оглед на тоа што се менуваат вестите, доколку има некои нови информации во однос на можноста Нова демократија да побара гласање на доверба на владата на Ципрас, ќе те вклучиме повторно. Само да кажам дека на Твитер Мицотакис напишал наместо да земеме ерга омнес сложено име, даваме ерга омнес македонски идентитет и јазик. Дали токму давањето на тие македонски идентитет и јазик се главните поенти можеби за дискусија на оние што се од Нова демократија во парламентот, бидејќи ти разговараш и со луѓе од десницата, односно од крајната десница, кои што токму ова го спореа? Да, тоа е клучното. Значи, тие го спорат договорот во целост, сметаат дека е штетен, сметаат дека ги нарушува грчките национални интереси и практично дека тоа е нивната најболна точка, дека со договорот се признава македонскиот идентитет и нација, иако официјалните изјави и на премиерот Ципрас и на владеачката Сириза последни се дека она што е договорено согласно договорот од Преспа македонско не се однесува на идентитетот, како што рече тогаш Ципрас, туку се однесува на државјанството, нормално сватено во правна смисла како врска на граѓанинот со државата, не признава етникуми и нации, така што тоа е и главниот судир, тоа се аргументите на Нова демократија. Тие на почетокот на седницата се жалеа дека ги немаат сите документи, ја побараа во еден период да биде доставена и оставка
оставката на поранишниот министер за надворешни Никос Кодзијас, но партиски извори од владачката Сириза рекоа дека тоа нема да се случи бидејќи станува збор за доверлив документ, така што остануваат двете партии на диаметрално спротивставени страни. Сириза дека со ова се решава тридецениски проблем и обвинувањата на Нова демократија дека се направени неверојатни отстапки од страна на Грција со признавање на македонската нација и идентитет. Жане. Благодарам. Тоа беше Марија Дивитарова-Савановиќ која се јави од Атина. Останува да ја следи расправата во грчкиот парламент. Се наметна и во цел ден некако провеува ова дали Нова демократија ќе побара повторно гласање за доверба на владата на Ципрас, што од наша страна е изненадување во смисла и на самата процедура. Колку е можно после неколку дена гласање токму за владата на Ципрас повторно да бара Нова демократија такво нешто. Еве, Петар, дали вие знаете дел од таа можност и процедура во грчкиот парламент? Да, комплицирани се процедурите во грчкиот парламент. Има два начина да се провери довербата на владата. Едниот е гласање доверба на владата, каде владачката коалиција има обврска да обезбеди 151 глас за да ја задржи довербата, и едното е гласање недоверба на владата, каде товарно докажување на опозицијата која треба да собере апсолутно мнозинство за да ја сруши. Ова е недоверба, значи се ќе бара. Значи они тие се ќе бараат недоверба на владата ако бараат. И товарот на докажување тогаш е поголем кон опозицијата и мислам дека дилемите на Мицотакис токму околу тоа се вртат, бидејќи потешко е да се собере апсолутно мнозинство за недоверба на владата, одошто, особено во ситуација кога Ципрас веќе еднаш го има собрано потребното мнозинство и така, за да не излезе дека има премалку пратеници во својот камп Мицотакис, може да размисли и да не побара недоверба владата. Интересното е што во моментот кој ќе се побара гласање недоверба се прекинува и во рок од 3 дена мора да се гласа или да не се гласа по тоа прашање. Така што кога би сакале да го одложат, да ја одложат ратификацијата на Преспанскиот договор, тие можат да побараат гласање недоверба и тогаш де факто до понеделник би било одложено гласањето за Преспанската слобода. Имајќи предвид дека Ципрас и од независни грци и од потами за овој договор има поддршка, не може суштински да го смени текот на настаните во Грција тоа. Газмент, колку сите овие манипулации, да речам, и можности за одлагање на расправата, само еве како што кажа Петар, нема да дојде до поместување во гласовите, ние веќе видовме дека ги има 151 глас за Ципрас и може и со помалку сега да помине ратификацијата на договорот. Па реално мислам дека нема да смени ништо, ова е партиско тактизирање, тактизирање во смисла на добивање на политички поени од страна на Мицотакис, односно Нова демократија. Оно што го кажа Пеџа, да, комплицирано во Грчка, комплицирано сегде така е, и кај нас е, нели? Значи, веројатно затоа што имаше гласање за доверба барано од страна на премиерот, сега веќе имаат право да барат, иначе да беше барање за недоверба, гласање на доверба, немаше да имаат право, како што е кај нас во одреден период. Но сепак, имајќи во обзир дека гласањето за доверба се случи пред колку, 4-5 дена, и ги доби 157 глас Ципрас, мислам дека ништо, особено имајќи предвид дека ништо суштинско не се смени во меѓувреме, а Преспанскиот договор и беше топ тема на тоа гласање, нели, поради оставката на Каменос. Значи, ништо суштинско не се сменило таму, мислам дека Мицотакис само ќе процени според веројатно некои сондажи дали гласањето за недоверба ќе му донесе уште некој дополнителен поен до понеделник ако тоа го одложи или не. И ова што го кажа вашата колешка од Атина иде во тој правец дека тој веројатно се соочил со вистината, дека се пресметал и им излегло минус и вика сепак идеме. Мислам дека ова нема да ја смени целата ситуација, ситуацијата е јасна, особено после гласањето на доверба на владата на Ципрас, особено после гласањето во комисијата, парламентарна комисија во грчкиот парламент, така да мислам дека се финишира целата работа. Пандов, јас го прочитав овој твит на Мицотакис и Марија потврди, нели, дека најмногу се кршат копијата околу тоа дека ќе се користи македонски идентитет и јазик. Тој дури кажа и порача на Ципрас дека ќе одговара и пред народот и пред историјата за договорот од Преспа. Цело време со таа реторика го ги обвинува и се обвинети претениците од Сириза. Меѓутоа, еве, факт е и дека на наша страна луѓето се повредени во однос на тоа дека даваат име
па и во однос на тоа имаше голема расправа колку ќе се употребува македонски идентитет и како всушност ќе се толкува државјанството. Тоа е и тоа што го сега употребува Мицотакис. Каков е вашиот коментар на ваквите ставови на опозицијата, која што пак не може ништо да смени, очигледно како што и кај нас не можеше? Да. Опозицијата како опозиција секако дека ќе се бори таму за докажување на своите права, но чувството од кога се обзнани подпишувањето на договорот, мене барем она што ме следи е дека Мицотакис и Неа демократија уживаат во оваа ситуација затоа што поготово кај Мицотакис, татко му беше тој кој што го создаде и го наметна овој проблем помеѓу Република Македонија и Грција, и кариери се беа направени, поготово Неа демократија, на името Македонија. Сега они до крај гледат што можат да исцедат од таа тема и да користат, ама во даденава ситуација се тоа флоскули, како тоа ни дале идентитет. Идентитетот, сега во интерес на гледачите е времето, но идентитетот се прави, е создаден македонскиот идентитет или било чив на некој народ, благодарение на историја, на култура, на јазик, на еден куп работи кои што сега во овој договор Заев и Никола Димитров прифатија да бидат избришани, односно да ги поклонат на Република Грција. Го имам и во ова студио говорено. Јас по потекло од мајка и татко сум токму од делот каде што е таа центар на таа античка Македонија. Пред 100 години моите предци таму живееле. Јас сега немам никакво право, затоа што тука живеам во Република Македонија, на било каква историја, на било што да се идентификувам со таа територија, со името Македонија, и ред работи кои што се избришани. Ако на тоа додадеме, поготово ние како македонци кога говориме за нашиот идентитет, оној договор кој што е направен со Бугарија и преправање на македонската историја, јас искрено говорам дека во корен, јас барем тоа така го чувствувам, но мислам дека и поголем дел од македонскиот народ, дека во корен е загрозен македонскиот идентитет. Тоа што сега повторно ќе кажам Мицотакис го користи во наговорница, има таму публика која што сака тоа да го слушне, ама ништо повеќе. И јас би додал она што го говореа и моите претходници, јас не верувам дека ќе има повторно гласање на, односно сега недоверба, како што Пежа тоа го објасни, туку дека утре како доаѓа дека таа работа ќе се ја завршат, и според мене Мицотакис е еден од најголемите добитници во ова. Они како фамилија го наметна проблемот, а сега некој други вади жешките костени, он, повторно ќе кажам, на секој начин гледа како да поентира од се во ова. И само толку, нема он. Печа, чувствата на сите во студиото претпоставувам може да се слични или различни во однос на договорот од Преспа. Наспроти кажувањата на Пандов, неговиот став е познат, дека смета дека ова е лош договор со кој штети на македонскиот идентитет и историја. Еве и неговото потекло. Познат е вашиот став дека вие всушност го поздравувате договорот и сметате дека во овие околности е нешто што е најдобро. Од друга страна, во Македонија веќе помина и покрај подписите на Тодор Петров, ја не знам колку може воопшто да се влијае на нешто. Договорот таков како што е назад нема. Ние може да спориме околу тоа како тој не прави да се чувствуваме. Јас мислам дека добар договор околу идентитет не постои. Мислам дека во овие околности тој компромис бил неопходен, дека е пристоен и добар компромис и дека отвара перспектива за нашата држава која инаку би ја немале. Помеѓу другото, не гледам алтернатива. Ако го исклучиме овој договор како механизам, што останува како план Македонија како да биде подобро место за живење во наредните 10 години? Противниците на овој договор, сме се расправале на тоа, за тоа 100 пати, мораат да објаснат која е алтернативата на Македонија. Дали ќе се откажеме од ЕУ и НАТО? Дали ќе одиме во некаков сојуз со Русија? Дали ќе одиме во некаков сојуз со Кина, Аргентина, Бразил? Мора да формираат некаква идеја што правиме ако го немаме овој договор. Не постои македонец кој по изборот дали да го има овој договор или да го нема, ќе избере да го има. Секако дека сите би сакале вака како што е да одиме напред. Но тоа не постои во моментот. Расправата во Грција е дел од нивниот политички фолклор, како што и дел од расправата во Македонија, дел од политички фолклор во интерпретацијата на договорот. Договорот прецизно
Кога зборуваме за неговата суштина, бидејќи Грција може да кажува, и грчките политичари можат да го представуваат на еден или на друг начин, но треба да се држиме до словото на договорот. И тоа е намерно направено така. Не треба да очекуваме од Мицотакис, од Ципрас или од било кој грчки политичар да признае дека во договорот прифатил македонска нација, идентитет, јазик и така натаму. Меѓутоа, словото на договорот не е баш такво. Во договорот експлицитно се признава постоењето на македонски јазик, кој во договорот во фуснота стои дека е словенски јазик, но никаде во меѓународната комуникација понатака не стои дека е словенски јазик, така што како еден од основните стожери на идентитетот македонскиот јазик се признава. Потоа во членот 7 се признава дека двете страни имаат право на македонска култура, историја, идентитет и така натаму, но признаваат дека македонска култура, историја и идентитет за нас значи едно, македонска култура, историја и идентитет за нив значи друго. Така што не е спорно дека во договорот двете страни прифаќаат дека такво нешто како македонско наследство, македонска култура и македонски идентитет за нас де факто постои. Што се однесува до националноста и државјанството, точно е дека договорот го третира прашањето Macedonian / Republic of North Macedonia како првенствено односот на индивидуата кон државата, значи првенствено како државјанство, но понатака во текот на договорот експлицитно пишува дека во смисла на етникум и во смисла на националност, правото на самоопределување не може да се ограничи на ниту една нација. И тоа е сега дебатата која се води во Грција, во која дури и противниците на овој договор велат дека не постои договор кој може да го спречи правото на македонците да се нарекуваат македонци. Газмен, во ова студио, токму пред во очи на гласањето за договорот имаше преговори, тогаш Беса побара како всушност кај албанците ќе значи тоа македонски и како всушност ќе биде напишано. Дали сега со прифаќањето на тоа ќе се чувствувате повеќе како државјани на Република Македонија или како македонски државјани? Ако веќе зборуваме за идентитетот, кога зборуваме за македонски идентитет, она што го спореа дел од албанските партии беше токму тоа, дека албанците не може да им се препише со договорот македонски идентитет. Видете, реално, да, барањето беше на Беса, но не беше само на Беса, беше веројатно целиот кампус на албански политички партии за да стои на Македонија. Македонис во графата државјанство. Што на некој начин во контекст на албанскиот јазик употребата на зборот македонско ќе се врзуваше за етникумот. Сега дали е тоа лошо или не во овој контекст, искрено да ви кажам, ја мислам дека таква дистинкција иде во подобар правец и на докажување на дека тоа до негде поставува и идентитетско прашање, односно етничко. Така да ја не гледам некој голем проблем во тоа да има разлика, дури искрено да ви кажам и сега во мојата лична карта пишува Македонис, не пишува македонско. Не пишува македонас. Така да мислам дека тоа беше добро решение. Ја не би сакал многу да се задржуваме околу договорот. Договорот е изгласан со 81 глас во собранието и веќе е прифатлив и добар за мнозинството во Македонија, со самото тоа што 81% од граѓаните го гласаа. Не, така нема. Не, добро, ќе се докаже, да завршам само. Значи, со самото тоа што е изгласано, значи дека е добар за мнозинството во Македонија. Она што и ја искрено ти кажам не се слагам ни со Мицотакис ни со она Пандов што го велите е дека некој дава или признава идентитет. Значи далеку од тоа дека некој може да ти даде идентитет или да ти го признае идентитетот. Идентитетот е свое чувство и таква никој не може ни да ти го даде, ни да ти го одземе, ни да ти го признае. Да, меѓутоа факт е дека може да имаш право да го искажеш тоа чувство. Се искажува со тоа што Петар до сега го кажуваше, во деловите, во одредените членови на договорот се докажува неможноста на правото на македонскиот народ да го користи македонско, да користи македонска култура, да го користи атрибутот македонско ко идентитет, односно ко идентитетско прашање. Верувам дека Пандов има многу забелешки на Па имам, не, као прво не мислам дека било која анкета вие повторно да направите, пошто нели често сега анкети, било кого на улица застанете, прашајте, еве го и Педжа ви го кажа тоа дека договорот не е добар и не е прифатлив за македонскиот народ.
И тоа е чувство кое што секој еден од нас го носи. Да, меѓутоа ве запраша која е алтернативата доколку не се направи договор. Друго ми е поентата, а тоа што 81 пратеник изгласаа во собрание, тоа апсолутно мене не ми е меродавно дека тоа е така, они Него демократијата е меродавно, Павле. Не, тие се делегирани од народот, гласани од народот. Не е, зашто не е? Затоа што претпоставувам и ти ги следеше процесите како се дојде до тие 81 пратеник и тоа беше надвор од сите нормални демократски процедури. На сила, со уцени, со закани, при тоа за одреден број на пратеници, за одреден број на пратеници кои што година дена се говореше дека се терористи, дека направиле такво злосторство кој што заради отварање на вратите. Поводот зошто влегуваат тие луѓе и дел од нив се уште се сега во притвор, се токму заради тоа што Крсте и Љубе и Сашо ги отворија тие врати. Претпоставувам, значи тоа е тригерот, тоа е опалување на куршумот за да тргне цела работа во лош. Ако додадам на тоа дека тие како мои народни избраници, кои што јас сум ги гласал, како врапчиња таму пеја пуч, наместо да као мажи да земат и да се разберат со тие пратеници кои што тргнале, за мене и за секој еден нормален човек во Република Македонија, тоа најмалку било демократски изработено парламентарно мнозинство кое што ја отсликува вистинската слика во општеството. Но е направено, јас се согласувам со тебе, но не се согласувам со тебе дека тоа е неповратен процес. Во оној момент дека не е повратен процес, да не е завршена работа. Не е завршена работа, во оној момент, значи ја не велам дека тоа ќе биде после мајските, ако јас верувам дека ќе ги има парламентарни избори, но и дека во јуни хипотетички да говориме дека ќе тргне тој процес да се враќа. Не, но кроз одреден број на години, ако во Македонија се соберат повторно 81 пратеник, ако има уставен суд кој што ќе се охрабри да го оспори тој договор, во тој случај тој договор може и да не биде валиден. Па имам тука под прашање, колку е реално собирањето на потписи на Тодор Петров, ако веќе зборувате дека мнозинството од граѓаните на вистина се чувствуваат лошо, тогаш би пристапиле кон потпишување на такво нешто? Не, јас не ја прифаќам таа иницијатива на Тодор Петров. Имавме ние референдум на 30 септември, граѓаните се изјаснија дека не го прифаќаат тој договор и не гледам зашто јас повторно уште еден референдум ми се правил. Но повторно ќе кажам, сега е сликата вак. Македонија полупротекторат, протекторат, како сакате можеме да го наречиме. Во Македонија нема слобода на израз. Ако вие имате цело раководство бившо на една политичка партија во под обвиненија. Ако имате една граѓанска иницијатива која што се борела против ова, исто цело раководство било за тероризам, сега амнестирани, не амнестирани. Ако имате вие ситуација во која што во моментов одреден број на новинари, на интелектуалци, на јавни личности се повикуваат во станици и по судови заради напишан Facebook статус, нормално е дека не можам јас да очекувам дека за неколку месеци таа слика ќе се смени. Но јас сум оптимист дека кроз некоја идна влада и иден парламент ќе има сила и политичките прилики и околности ќе бидат поинакви и дека може тоа да се промени. А ако Македонија да повелата со реплики слободно? Не, ама окей, мислам ти збориш за околности сега. Или мислиш дека грото на граѓаните на Република Македонија се против договорот и против целава процедура, или мислиш дека треба се сменат сите околности па да дојдеме до нешто така. И едното и другото. Па не, ако е така, она што Жана го спомна 150.000 потписи, излегувањето на референдум е истото она што го збориме за грчкиот парламент, сега гласање на доверба и на недоверба. Ако имаше 660.000 гласа на референдумот пред неколку месеци со 60.000 против, гласањето на нов референдум, што вие велите дека не го прифаќате сега, дека не е начин затоа што околностите не се такви, би го решило прашањето, она што сега го отварате. Но ја не се слагам дека референдумот не е успешен, можда цензусот не е успешен, но волјата е покажана и тоа не може да го негираме. Имате 600.000 гласа кои излегли и гласале про тој договор. Господине Газмен, да. Значи 30 км е маратонот. Ако истрчате вие 25 км, сте ја завршиле трката? Да, ако супер сте трчале, значи толку ве бодреле луѓето. Па никој као вас тие 25 км не сте ги истрчале, само 25 км сте истрчале. Трката е 42 км, како може да кажете дека вие другите истрчале 2,5 км. Учествувале само. Другите истрчале 2,5 км.
Петар, но не е успешно. колку е ова што го зборува Пандов реално, бидејќи договорот треба да ја доведе Македонија до НАТО и Европската унија. А ако настане менување заради промена на власт и околностите во Уставниот суд, тогаш ние ќе почнеме да одиме на тој пат со надеж дека имаме уште многу работи кои треба да ги направиме. Па потоа ќе се враќаме назад, мислам каква е тогаш перспективата и воопшто потребата од Никој не може да ја предвиди еднината целосно, но моето мислење е дека е практично невозможно да се Македонија се повлече од тој договор во иднина. Еве зошто така мислам. Ние ги имавме слични овие дебати кога требаше да се потпише Охридскиот рамковен договор. И тој беше третиран како голем компромис за Македонија, како некаков суштински договор кој исто така требаше да влезе во уставот. И дел од противниците на тој договор се надеваат дека некогаш во иднина, де факто колку и да звучи тоа грубо, ќе има второ полувреме. Тоа не се случи. Истата судбина ќе ја доживее и овој договор. Прво, јас лично, по сите бројки што сум ги видел, ние не знаеме сега на референдумот колку луѓе би излегле да гласаат против кога не би бил бојкотот на ВМРО-ДПМН, меѓутоа имајте предвид дека околу 1 до 1.100.000 луѓе гласаат во Македонија. Ако 600.000 гласале за, дури сите 500 да излегле да гласаат против, сепак мислам дека во моментот договорот има поддршка од мнозинството. Мало, тесно, но од мнозинството бега. Кога ќе почнат да се нижат бенефитите од договорот, членството на НАТО, почетокот на преговори со Европска унија, прифаќањето на реалниот развој на односите со Грција, прифаќањето на договорот со текот на времето ќе се зголемува, нема да се намалува. Бидејќи ќе го сватат како реалност луѓето, целата меѓународна заедница ќе го признае, ќе го врзе членството на Македонија во НАТО, преговорите со Европската унија и соодветниот напредок, сакате економски, сакате во било која смисла, ќе го врзат директно со договорот. Така што мислам дека желба за поништување или за редефинирање на овој договор во иднина нема да има во Македонија, напротив ќе се намалува. Истото го мислам и во Грција. Ако се следи паралелата на тоа што се случуваше во Македонија пред ратификацијата на договорот, хистерија, поделба на партиите и така натаму, во моментот кога се ратификуваше, ништо. Ниту се распадна Македонија, ниту некаков драматичен пресврт имаше. Истото мислам дека ќе се случи и во Грција. И мислам дека исто така желбата за редефинирање на договорот и во Грција ќе спласнува со тек на време. Едноставно, двете држави ќе го прифатат како политичка реалност и ќе се свртат кон нешто друго. За нас во Македонија важно е што побрзо да се соочиме со реалноста на тој договор. Не постои начин тој да се смени или редефинира. Моје мислење во иднина, но многу е важно дали како јавност, како држава, како општество ќе изградиме консензус околу тоа дека е тоа и ќе почнеме да го имплементираме на начин кој ни одговара. Трката сега во договорот не е кој побрзо ќе го прифати. Трката е во тоа кој побрзо ќе ја наметне интерпретацијата и имплементацијата на договорот. Допрва следи расправа на комисиите кои во многу сегменти треба да договорот бидејќи е компромис, е намерно некаде недоречен во трговските марки, во имињата на некои институции кои досега се викале македонски, во примената на македонскиот идентитет, македонските производи, македонска култура, македонска архитектура и така натаму. Ние мора да изградиме консензус и да се наметнеме во имплементацијата на тој договор. Колку сте ви оптимист, Пандов, или песимист во ова, дека ако веќе е вака потпишан договорот, тогаш нема надеж дека комисиите би можеле да се изборат за тоа да ние не губиме и работи кои што мислевме дека нема да ги изгубиме со договорот? Жена, ја немам никаков оптимизам дека ние Јас да не бидам погрешно разбран, јас не велам дека сега ќе имаме ние парламентарни избори и готово ќе се смени. Околностите јас кажав дека сега се многу лоши за противниците на договорот од Нивици. Дополнително мене она што ме плаши е тие работи кои што се оставени дека сите до една ќе бидат во негативна корист по Македонија, дека нема да бидат позитивно решени за Македонија. Зошто? Затоа што тие се како услов, јас колку што го разбрав договорот, а мислам дека добро го разбрав, како услов за евентуалното понатамошно наше влегување и отварање на процесите, оние поглавја или како веќе се нарекуваат, за ЕУ. И јас, дај Боже да грешам,
Но затоа што ние ќе бидеме повторно условени. Они си се во ЕУ. Ние бараме да влеземе. Да, ако ние ова со извинување, ама крастава жаба ја голтнавме, ние тогаш такви работи дали негде кај ќе седело МКД или немало да седело, веќе кажани на пресови од Заев и од останати кои што учествувале во тие преговори, дека ги навредувале грците и дека ние треба да имаме разбирање. Јасно е во кој правец ќе се движат и тие работи, дека и тоа што сега нас привидно ни изгледа, ама еве тоа не е дадено во овие преговори, тоа ќе си го дадеме. Тоа е оставено само за да некои идни грчки влади имаат да кажат, ама гледајте, ние избоксувавме и ова, и ова, и ова, и ова. Така што сега, да се вратиме на она, дали ќе имало или ќе немало и дали можело да има ревизија. Видете, јас и околу Охридскиот рамковен договор на крајот од денот. Еве сега околу тие проценти. Таму се стриктно наведени 20 и повеќе посто. Сега гледам дека на албанците веќе тоа не им одговара. Дека секој еден албанец, века, видете, тоа е зошто да гледаме. Конечно, тие 20% се причина зошто ние 15-20 години немаме попис. Нема да ме чуди во некој идно време, па токму албанците да бидат нивните политички репрезенти во парламентот, оние кои што ќе бараат да се сменат тие членови од Охридскиот рамковен договор. Сакам да кажам, значи тоа е сето жива материја, нели? Колку е важно тоа реално и колку може да се направи на ваква паралела? Не ги мешам воопшто. Прво Охридскиот договор не може да се менја. На се менува. Не може да се менува. Охридскиот договор више е Охридски договор, ама она што е имплементирано во тоа се разбираме. Во уставот, сето тоа може како што луѓе го изгласале може да го сменат. Веројатно сите сме некоја возраст што памтиме добро дека 20% беше тежок компромис на албанските политички партии тогаш во Охрид да се стави ко 20% на еко албански јазик. Зошто? А компромис беше затоа што беше договорено да биде 2001 зборам, да не биде 20%, туку да биде албански јазик. 20% се заради местата каде што живеат албанци да може да се користи. Не е точно. Тоа е компромисот и веројатно сте го прочитале тоа сегде се напише. Па веројатно памтите тогаш дека беше барањето 20 да не биде 20%, односно 20% беше само компромис за да се трне албанскиот јазик. Имаше секако процент по голем или помал. Значи, албанците бара помал да биде. А ова не ви го разберам зошто мислите дека албанците бара да се трне 20%? Ако не се 20%, еве имаме попис газмент. И испадна дека се 17% албанците. Не, албанците не го бараат тоа да се трне затоа што како се види. А не, ти кажам барањето кои се. А хипотетички го хипотетички може. Имаме попис. 17% се албанците. Хипотетички 17% се албанците. Се паѓа во вода, газмент. Хипотетички Јас како македонец нема да сакам се да падне во вода. Пандов може да имаме попис, ама без да се каже националност, таква е веројатно. Не, хипотетички ако збориме се може да се случи. Ја ви велам практично не може да се случи. Јас не ти го говорам. Добра, ама да не одиме сега албанските барања. Јас само ти велам дека Пандов спинуваш нешто. Спинуваш хипотетички ги поставувам. Го користиш барањето на албанските политички партии, па и на албанците во Македонија да се смени 20%. Да се смени 20% да се напише албанскиот јазик. Не од 20%, за да биде албанскиот јазик, а не 20%. Вие се префрлихте на една друга тема. На друга тема е затоа не се имам прашање за ова рекламите. Спинот беше менување, се извинувам. Пандов збори за менување на договорот. Охридскиот договор како може да се смени, може да се смени овој договор. Во уставот тоа е друго. Па за уставот отварање на уставот дали може да се отвори. Да, таму ќе ти треба. Ние заради менување на уставот начелно кажавме дека не нормално дека не знаеме што носи иднината, кажа Петар, и дали некогаш ќе има некоја влада и можности да повторно го отвора уставот и тоа го менува. Дали овие вакви дискусии се жестат и во однос на јазикот и во однос на самиот договор, особено кај опозицијата, се заради претседателските избори и можноста од нови парламентарни избори. Затоа што и прашањето за јазикот и прашањето за договорот одат кон тоа да се јакне корпусот на гласачи на ВМРО-ДПМН кај македонците, за сметка на тоа што пак СДСМ добива кај албанците. И сега ако расте рейтингот на ВМРО и Мицковски само кај македонците, од друга страна факт е дека Заев пак го има својот рейтинг благодарение на албанските гласови. Кога го слушам вака Пандов, иако мислев подоцна да прашам за ова. Една реплика пред тоа, иако е многу интересно прашањето и треба да се дебатира, малку е покомплицирано од што изгледа на прва.
еден само коментар околу договорот. Дури да претпоставиме дека постои некаква можност за ревизија на законите кои произлегуваат од Охридскиот рамковен договор, заради некакви нови околности во Македонија. Сепак е тоа домашно македонско прашање. Договорот од Преспа не е таков. Било која интервенција од наша страна на договорот во Преспа автоматски, согласно договорот, ги исклучува сите обврски на Грција кон тој договор. Така што, бидејќи е меѓународен договор, ратификува за Пандосе. Не, да, може и да е посакувано сценарио според. Беџа, хипотетички ние сме членки на НАТО веќе станати. Така? Така за 5 години говориме. Ние сме полноправна членка на НАТО. Така? Што ќе повлече тогаш Грција? Што ако повлече? Нема да може да не изфрли од НАТО. Јас не мислам дека е добро. А имаме хипотетичка повторна ситуација, сосема редефинирано, во кое што нема ние толку како сега жедно да гледаме кон тоа ЕУ. А полноправни членки на НАТО сме. И да е така, не би поддржал тогаш редефинирање. Но е можно, Пежа, ние сме сега тука као на дали може тоа да се смени? Одговорот е да. Во моментов гледано, прецрно изгледа тоа и премногу далечно изгледа тоа. Јас се согласувам со вас тројца. Нема тука дискусија дека е тоа така. И дека во мај, јуни не постои тој политичар, маж, лидер, не е важно што ќе може тоа да го направи. Ама вие не одговоривте на едно клучно прашање на Пеџа. Кон што тогаш би одела Македонија? Ако не е дел од ЕУ, ако бидејќи меѓународен договор, де факто не... Никој не спори дека на Македонија и е потребно полноправно членство во НАТО. Како е можно ако ние блокираме или не сакаме да го реализираме? На Македонија е потребно полноправно членство во НАТО. Тоа е од рани 90-ти години, без малку сите политички партии говорат за тоа. Да, меѓутоа не беше можно без решавање на овој проблем. Само мислам дека левица, они отворено говорат дека не се согласуваат со членство во НАТО. Јас не познам ниту... Како е можно едно со друго не оди цело време прашањето на... Ти одговорам, ако веќе е потпишано тоа како што е потпишано, јас не сум задоволен. Постојат голем број корпус на граѓани, на луѓе кои што се незадоволни. После членувањето, за членување на Република Македонија во НАТО, ние можеме да барате ревизија на договорот. Па може да се бара ревизија. Ама чекај. Значи, ова е наш шперцерски што некој го спомна. Прво. Околу тоа, значи сериозно сум шперцерски што има лошо. Влегуваш и после викаш не тупу не важи, сега што можете вие да ми правите мене. И што? Добро. Па не е тоа интенција. Не, ја луѓе така ја сватив интенцијата. Газмен, влегуваш напред, сега добро ја исполни се. Луѓе се изнаслушав соговорници кои што мене ме уверуваат. Александар, дајте да станеме ние членки на НАТО. Или Заев како што вика столчето, ние столчето ќе го имаме столчето. А да го приведеме вака Мисковски сака да речеме или ВМРО да дојде на власт. Не, Пандов. Не. Од кога ќе се заврши се тоа? Не, те молам. Јас говорам како Пандов сега. Немам овластување никакво нити од било кого, ама моето видување е така. Тоа реплика затоа што имаме две интервјуа снимени со грчки. Кој сте бидам? Те се обидам да видам. Кој имаше доста прашања, не ни го допреме прашањето. Да, тоа по регламите ќе остане прашање. Значи, прво. И јас сакам околу тоа да се... Македонија нема план Б, освен членство во НАТО, членство во ЕУ. Столтенберг и Јункер велат, без Преспанскиот договор, заборавете на НАТО и заборавете на ЕУ. Во моментот Македонија алтернатива нема. Освен Преспанскиот договор. Затоа го поддржувам. Таков каков што е пристоен компромис. Дефиницијата дека е компромис, значи дека не може да добиеме се. Чим грчката опозиција толку многу се буни, сигурно има значи за нас нешто добро во тој договор. Ама не слушнав што. Не ги слушнав ништо. Да ти цитирам македонски јазик, македонско државјанство, македонски марки, македонска култура, македонска архитектура и така натаму. Сето тоа да го тргнеме на страна. Не верувам дека е добар за нас како општество, како критичка јавност, како држава, како некој кој пледира да биде член на зрелото семејство на европски народи. Да влегуваме во имплементацијата на договорот со интенцијата дека некогаш понатака ќе го зезнеме. Ама не сме влегле ние, Пежа. Не е здраво да разговараме за... Ние уште не сме го почнале. Не сме почнале други политичари, насилници кои што така го направија. Знаеш како, имаме една тема овде во која велиме, дај да го потпишеме ние договорот, Грција нека го потпише, да влеземе ние во НАТО, после ќе видиме дали ќе го имплементираме. Не е здраво да влеземе во имплементација на тој договор за тоа. Така.
со таква намера. Последната имплементација ќе излеземе. Во следните минути ќе ги емитуваме интервјуата што ги направи Марија Дивитарова со пратеник на Сириза и со новинар кој ги застапува тезите на десницата, па да ги слушнеме. So, Mr. Kyritsis, there are no doubts that the name agreement will pass in the Greek Parliament besides the opposition of the Nea Demokratia and some other opposition party. But as I read about the last polls of the public opinion, it said that 74% of people thinks that this agreement can cause serious problems in the future. Ναι, υπάρχει διαμορφωμένη πλειοψηφία για την ψήφιση της συμφωνίας στη Βουλή. Οι δημοσκοπήσεις, με όση αξιοπιστία έχουν, διότι έχουμε σοβαρές ενστάσεις για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι δημοσκοπήσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση οι δημοσκοπήσεις αντικατοπτρίζουν 3 δεκαετίες προβλημάτων ανάμεσα στις δύο χώρες, προβλήματα τα οποία θεωρούμε ότι με αυτήν την συμφωνία θα ξεπεραστούν. We saw last weekend a lot of protesters in front of the parliament. In public opinion in Macedonia, it was seen as a growth of nationalism like we used to see in the early 90s. In your opinion, what is the course of those protests in front of the parliament? Τα συλλαλητήρια έχουν να κάνουν με δύο πράγματα κατά την άποψή μου. Το ένα είναι, όπως σας είπα και προηγουμένως, ότι 3 δεκαετίες αποξένωσης και εθνικιστικού παροξισμού και στις δύο χώρες έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους. Το δεύτερο είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, προκειμένου να κερδίσει ένα υπερσυντηρητικό ακροατήριο, παίρνει ακραίες θέσεις και τείνει να ταυτιστεί με την ναζιστική ακραδεξιά στο θέμα αυτό. Can you predict Mr. Tsipras in some of latest addresses in the parliament said that he is prepared to pay the political price over the name agreement. Yes. Is Syriza prepared to pay, what are the expectations of the next elections, whatever it's going to be, earlier or in October? Το πολιτικό κόστος είναι αυτές οι διαδηλώσεις που βλέπουμε, η αναταραχή που έχει προκληθεί, η δυσαρέσκεια σε κάποια ακροατήρια, όλα αυτά είναι ένα πολιτικό κόστος. Εμείς στην επίλυση του ζητήματος αυτού την είχαμε στο πρόγραμμά μας, θεωρούμε ότι είναι μια θετική εξέλιξη για τη χώρα μας και για αυτούς ακριβώς τους λόγους πιστεύουμε ότι στις εκλογές θα συμπεριληφθεί στα θετικά που έκανε αυτή η κυβέρνηση και όχι στα αρνητικά. There are same arguments in the opposition party in Greece and in Macedonia over the name agreement. In Macedonia, let's say they are saying that it is bad for Macedonian interests. Otherwise, in Greece, the Nea Demokratia is saying that Greece sell the Macedonian identity and Macedonian nation. So, how do you see on these same arguments? Is it possible this agreement to be renegotiated by the other governments, either in Skopje or in Athens? Ο ακροδεξιός εθνικισμός είναι ο ίδιος και από τις δύο πλευρές των συνόρων και βλέπουμε με ανησυχία να αναπτύσσεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο με κάποιο τρόπο όλοι στην Ευρώπη πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Πιστεύω ότι η καλή και σωστή και σοβαρή εφαρμογή της συνθήκης και από τις δύο χώρες θα δημιουργήσει τους πραγματικούς όρους μέσα στις δύο κοινωνίες,
ώστε να μην τίθεται ζήτημα σε επόμενο χρόνο κάποια κυβέρνηση σε κάποια από τις δύο χώρες να έχει λαϊκή υποστήριξη για να την διαπραγματευτεί. Mr. Liakos, you're opponent of the Prespa agreement and you criticize it a lot. What is wrong with the agreement? The wrong with the agreement is that it says 1 plus 1 makes 3. And it is not, I do not consider it as an agreement. I think it is more of a pact, not an agreement. And it is a kind of uninformal, it is introduced in an uninformal way, in a non-democratic way. And I think that this Kodzias and Zaev pact will be the commence, the start of a new Balkan war. So you're Yes. so... Yes, in 10 years from now, 20 years from Why? now. Why? With the forthcoming Balkan leap of Turkey, I see that you have strengthening your relationships with Turkey. You mean on Macedonian side? I mean on Skopje side, I do not call it Macedonia. For me, Macedonia is only Greek. For a simple reason. Do you want me to show you in 2 words the problem with your case, with the Skopje case? This is one. In ancient Greek, they read it as Megas Alexandros. In modern Greek, it is Megas Alexandros. We see, read and hear the same as the ancient times. In your dialect, it is, I don't know how to pronounce it, it's, how do you pronounce it? Alexander Veliki. Ancient Greek, it is the same with modern Greek, and this is something completely different. But I assume that... So, let me tell you something. We do not see your people as foes or enemies. We see you in a very friendly manner. We believe in an alliance with you. But friends, sincere friends, do not tell to their friends that they are everything in order, that everything they do is right. If you do something wrong, we must say it to you. And your pseudo-Macedonian identity is fabricated for almost a century. But I assume that you have read the agreement, Yes, and you know that... You don't even live in the ancient Macedonian land. Yes, but agreement You resolves that question. No, it begins new problems. It gives birth to new problems, more severe and more hard to solve. Пауза за реклами, потоа следуваат прашањата поврзани со внатрешната политика на Македонија, односно очекувањата на изборите и можните претседателски кандидати. Продолжуваме во топ тема на ваша страна дебатата меѓу Пандов, Хајдини и Арсовски. Она што остана неодговорено беше прашањето за тоа дали ова риторика се користи и од страна на грчката опозиција и на нашата за зајакнување на гласовите пред претседателските избори кај нас, кај нив. Изборите се во октомври, сега се европските избори, затоа што веќе објаснив како одат анкетите, резултатите од нив. Кај нас многу ќе зависи дали ќе има само претседателски или со нив ќе има и парламентарни избори. Наративите со кои ќе се оди на избори ќе варираат зависно од тоа дали се едните или другите. По принцип, поларизацијата околу Преспанскиот договор не може да создаде нови гласови во едниот или во другиот кампус. Може само постојните гласови кои се имаат определено по тоа прашање да ги засили и да ги развлече во своите поларни региони, односно да направи да не може да се прелеат еден контрол. Во таа смисла прашањето за Мицковски од стратешка гледна точка е доколку тој смета дека поголемиот дел од граѓаните во Република Македонија не го поддржуваат договорот од Преспа, за него има политичка логика да ја хистеризира, условно речено, да ја засили националната нота во неговиот наратив. И доколку е тоа така, тогаш тоа би му донело
корист. Но доколку не е така, доколку поголемиот дел од граѓаните во Македонија или го прежалиле Преспанскиот договор, или однапред сметале дека е тој со сите негови мани добар за иднината на државата, тогаш подигањето на таа риторика ќе му нема да му оди во полза, туку само ќе го зајакне овој камп околу политичките елити кои го поддржуваат Преспанскиот договор, во обид да им се даде посилен мандат, за да не мора да ги прават овие компромиси кои ги гледаме сега во собранието. Така што е таа проценка која ќе дефинира како Мицковски со кој наратив ќе постапи сега. Проблемот кај ВМРО-ДПМН и за претседателските и за парламентарните избори не е толку во наративот, туку во тоа дека машината која секогаш им испорачувала сериозни гласови, ефикасноста на организацијата и поставеноста на нивната машинерија сега веќе не е таква. Гледаме сериозни поделби во ВМРО-ДПМН, различни наративи кои се борат за превласт и така натаму, кои можат да направат да не биде доволно силна партијата на терен, да не биде доволно функционална, без оглед на наративот со кој ќе. Вие, Пандов, кажавте ваши ставови, кажувате ни ставови на партија, меѓутоа факт е за цело време дека Мицковски оди на таа национална карта, а плюс на тоа ако додадеме дека се донесе законот за јазиците, она што исто така оди кон зајакнување на таа риторика и одење на ловење на гласови на националните чувства. Колку всушност овие две работи навистина ќе му помогнат и колку е реално да тој да може да добие избори, еве преседателски, а од друга страна таквата риторика го носи кон тоа да не добие ниту еден албански глас? Жане, види, значи јас не актуелни теми беа Преспанскиот договор, законот за јазици или за двојазичност како е познат кај народот, и тие и во парламентот беа главни теми и воопшто по дебати, по било каде, по било кои информативни изданија на и кај вас се говореше за тие. Затоа претпоставам дека и Мицковски и ВМРО-ДПМН повеќе ги кажувале своите ставови по тие две прашања. Но не се само тие. Во Македонија во моментов државата не само што е клапната на колена што е ставена, него по сите шавови пука едноставно. Вие било кое прашање, значи на главната ударна тупаница на ЗАЕР и на цела негова коалиција што доби гласови колку што доби декември 2016 година беше паролата нема правда, нема мир. Шутка нити бега Никола. Нешто шутка што му избега на Никола, него го гледаме во Будимпешта, гледаме како има брутален пазар и масакрирање на правосудството. Било која анкета вие да погледнете, вербата на македонските граѓани, под македонски граѓани сите сега да не ги броиме колку сме по националност, е на најниско ниво према сите институции на системот. Гледаме дека една обична операција, тоа е вакцинација на мали деца, кај нас се драми, едноставно не може да се спроведе заради корумпираност на институциите и на системот. Гледате, да речеме, Вторбран, имавме после тоа локални избори, Шилегов локалните избори во Скопје ги доби со аеро, со Сметате ли дека сето ова ќе донесе гласови на сметка на СДСМ? Против СДСМ ќе гласат неминовно и според мене ВМРО-ДПМН сега и Мицковски имаат идеална можност да сето тоа го валоризираат на свое конто на наредните, според мене, известни парламентарни избори. Заради интерес на времето, јас ќе си го искористам сега мој дел на говорење да го кажам и околу тоа зашто јас мислам дека... Имаме посебно прашање за парламентарните. Газмен, Пандов го нарече законот двојазичен, законот за јазиците, меѓутоа денеска видовме дека имаше различни ставови околу Венецијанската комисија и дали таа треба да се произнесе или не, помеѓу вице-премиерот Бујар Османи и министерката за правда Десковска, која на својот Facebook профил рече дека на оценување е испратен целиот закон и на прашањето дали ако комисијата не даде зелено светло, ќе го сменат законот. Десковска рече да, така што видовме и некои несогласувања помеѓу нив во однос на ова. Ја само би сакал да се надоврзам на она што го кажа Пандов.
Пандов, господине Пандов, мислам дека се обидувате да релативизирате малце околу риториката на ВМРО. За жал, велам, искрено ви кажам, не за жал се обидувате, него за жал на реалната риторика на ВМРО, која во моментов, особено после донесување на законот. Да, реално беше актуелно, сега денови во оно, но реакцијата, да не ја наречам, беше истерична. Значи, сосема со право. Тоа ќе видиме дали е со право или не, ќе разговарам, ќе дебатираме овде дали е со право, но не можете да кажете дека тоа беше само заради тоа што беше актуелна темата. Очигледно националистичката риторика на ВМРО иде во тенденција на нагорна линија. Што е за вас националистичка риторика, не знам? Ајде, да се поправам. Искористување на етничките прашања и етничките односи, да не влегуваме во објаснување детерминација на национализам или не, е во нагорна линија. Зошто ви го велам ова? Ваква реакција во ВМРО ја не ми текнува 2008 година кога се донесе законот за јазици на другите заедници. 2011 година кога беа во влада. Сега имате таква реакција која вие влегувате, давате, извини, не си представник на ВМРО овде, се нудат правни застапници кои ќе ги бранат, се повикува на граѓанска, односно институционална непослушност, Уставниот суд, окей, тоа више некоја правна процедура која ќе се... Не можеме ова баш така да го релативизираме. И за жал, ја ќе се надоврзам покасно овде, мислам дека ова голема грешка на Мицковски, еве да кажам, на новото раководство на ВМРО, особено во моментот кога барала парламентарни избори, предвремени парламентарни избори, знаејќи ја констелацијата во Македонија, знаејќи ја целата ситуација. Што, каде губи гласови тука? Па не губи гласови. Вие гласавте ако го поддржите, добро, ама гласав? ќе го преформулирам прашањето како би направил Мицковски влада, ако има и парламентарни избори, за која што вие велите дека е известно. Зошто да не може да направи? Со која партија мислите дека не би можело од албанскиот корпус на партии, која партија не би можела со вакви ставови? Прашате ги партиите, ја мислам дека Газмен, на Мицковски, а и мојот став, не е против. Значи, ВМРО ДПМН 2008 кажа дека донел закон за јазици, 2011 донел закон за јазици. И овој пат ВМРО ДПМН стоеше на располагање да се донесе, да се подобри, еве, ако нешто имало неворед. Но претпоставам до толку разбираш политика, Заев за да ја искористи да се допадне како еве ја нема проблем. Што ќе кажеш Газмен, тоа јас ќе направам. Само заради тоа на насилен начин Газмен као име за било кој албанец. Имаше компромиси околу тоа, не беше баш така. Само заради тоа беше вака на насилен начин и без компромис, без единство во општеството, да едното и што е најлошо, македонскиот народ како мнозински да се чувствува како силован и да се чувствува како да живее сега во апартхейд. Да, ви дозволам кратка реплика затоа што морам да ја прашам. И конечно, еве јас околу јазикот само за да не. Ако веќе се носи таков јазик, дајте тогаш да донесеме да имаат исти подеднакви исти права, нели, пошто и проценти не се важни едно друго, ние пошто и сме богато општество и за ромите, и за србите, и за турците, исто да важи. Ако може албанец да се обрати во Радовиш и да бара на мајчин јазик, зашто да не може ромот тоа да го направи? Има турци во Радовиш што живеат на национално ниво. Не, како? Не е така. Па нели нема не се важни, нели не се важни процентите? Не се важни. Вие рековте ако се Вие сега ги кажувате процентите. Не, ама според сега ти разбораме. И јас само што оваа реченица. 6 минути сакам да ве прашам за претседателските кандидати. Те молам само што оваа реченица. Јас не сум правник, но Газмен, најврвните професори по уставно право, правници во Македонија и од еден и од друг блок за чудење рекоа дека има фалинки овој закон и треба да се доработи. Не го говорам јас само тоа. Ако е тоа така, тоа треба да се направи. Само би те повикал да се вратиш пред 15 минути кога збореше за нечиво право да негира нечиво право. Никој не негира права тука. Арсовски колку е известно дека не збориш за тоа дека тоа е проблем во Македонија да отворивме многу прашања. Дали со претседателските ќе има и парламентарни избори и кој ви е вас реален можен кандидат од ВМРО ДПМН, а реален можен кандидат од СДСМ? Значи не е ненормално. Имате сите по 2 минути да одговорите. Не е ненормално кога државата има ваков голем геостратешки пресврт да се побара нов легитимитет за тој нов курс на државата на избори.
Не е тоа ненормално барање, ниту од ВМРО ДПМН, ниту од ЗАЕФ што се размислува дали да го прифати. Проблемот е што доаѓа во лошо време за Македонија. Доаѓа во време во кое чекаме имплементација на договорот, чекаме економијата да мрдне и ако ги направиме можеме да заборавиме на датум за преговори оваа година. Тоа е мојот став за парламентарните избори. Носат многу голем ризик и ќе носат многу голема политичка цена, инаку инстинктот на политичарите да го препроверат својот легитимитет не е ненормален. Кои се реалните кандидати? Мислам дека во СДСМ ќе се бира помеѓу четворицата најсилни, Димитров, Шекеринска, Спасовски, Стево Пендаровски, а мислам дека во ВМРО ДПМН Владко Ѓорчев изнесе некаква кандидатура уште 10, мислам дека уште неколку имиња се во игра, не би го исклучил ни Христијан Мицковски од ВМРО ДПМН, се зборуваше за Трајко Славевски, се зборуваше за дури мислам дека некој надвор од ВМРО ДПМН, Гордана Силјановска и така натаму беа во оптек. Мислам дека не треба ние да им се мешаме на партиите во изборот на нивните кандидати. Ние ќе се изјасниме за тие кандидати откако ќе ги промовира. Ќе видиме. Газмент, за вас опцијата на предвремени избори и можните кандидати и така наречениот... Искрено да кажам, за да бидам брз, зашто имам 2 минути, ја секогаш сум бил против за предвремени избори, секогаш се бара 4 годишен мандат да се реализира една програма и пак сум априори против предвремени избори, особено во овој момент се слагам со Пеџа дека моментумот е лош, секогаш да се преиспиташ кој своите гласачи е добро, но мислам дека моментумот е лош и дека повеќе се работи за партиски, не политички опортунизам и прагматизам кај двете политички партии, и кај ВМРО и кај СДСМ, него што е нешто друго. Кај СДСМ да се добие уште еден 4-годишен мандат реален, чист, ако и тоа е релативно дали ќе биде баш чист, иако имаме уште 2 години на мандатот на оваа актуелна влада, а кај ВМРО е реално повеќе да може да се испробва, но и да се смени структурата на парламентарната група која е внатре и која покажа слабости во целиот овој период, слабости сега да не навлегувам да детерминирам. Околу можните предлози ја не би спекулирал, искрено ти кажам, тоа практично зависи од сондажите што ги прават сега и сами ги кажаа политичките партии. А можноста за заеднички кандидат, консензуален, за консензуален кандидат, добар термин со оглед на тоа што консензус се добива во собрание на избори, се избират кандидати. Консензус веројатно се користи во смисла заеднички, во смисла во некој поголем консензус, поголем некој договор кој би поддржал еден кандидат, не единствен нормално. Дали гледате еден таков кандидат? Во моментов, мислам, не, искрено да кажам, ако збориме за албанските политички партии, гледате дека нема некоја најава за кандидати, веројатно чекаат од ова десеткава па четворкава или нешто друго, не верувам дека ќе има консензуален со ВМРО ДПМН, веројатно ќе биде доста брзо тоа објаснато во јавноста, но мислам дека идната недела веќе не ова, со тоа што многу ќе зависи од кандидатот кој ќе биде предложен. Се сеќавате и 2014 година имавме обиди, излезе дека не се договори околу консензуален кандидат, па излегува дуи со своји кандидати, па и другите политички партии. Пандов, за крај, вашето размислување... Па моје размислување... Вие сте за предвремени парламентарни? Да. Јас дури повеќе повикувам на, ако евентуално има само председателски избори, да цела опозиција ги бойкотира тие председателски избори. Однапред е тоа кажано и предпоставам тоа го калкулира сега позицијата ЗАЕФ и неговите поддржувачи. И јас од тука мислам дека знаејќи како помина ЗАЕФ на референдумот со цела онаа меѓународна поддршка што ја доби, а успеа само 35% да излезат од граѓаните, верувам дека и овој пат дополнително какво е расположението во јавност. Зошто мислам дека треба да ги има исто тие парламентарни избори? Затоа што и по учебник на политика, ако после вакви процеси какви што се случија земјотреси во државата, после цела контаминација на парламентот и сите пратеници кои што се во тој сегашниот состав, мислам дека е крајно природно и крајно логично да се бараат и парламентарни избори. Дополнително, ако пред 2-3 месеци го имавме оној референдум и видовме како функционира гласањето. Дали повторно во спорење на резултатите од референдумот, за крај кои се вашите мислење за реални кандидати и можни кандидати на ВМРО ДПМН и на СДСМ? Па мислам дека кај СДСМ, иако и Пеџа не го спомна, иако и денеска уште он негира, мислам дека е доста извесен. Според мене,
Според оноја што ги гледам како бројки, Зоран Заев како кандидат. Од друга страна, во ВМРО се наметнуваат неколку професорски имиња, но јас колку што знам, тие се во игра само ако има и парламентарни избори, дека тие не би прифатиле кандидатура да бидат на ВМРО ДПМН без парламентарни избори. Повторно ќе кажам. Можноста Мицковски да биде кандидат? Не постои таква можност, затоа што не постои сигурно таква можност. Таа е, јас барем оно колку што сум информиран, е елиминирана, а од друга страна овде има сега можност за неколку кандидати и тие не кријат дека покрај оваа на Владко, не кријат тие дека сакаат да бидат кандидати, но она што јас знам дека е нивни услов да прифатат да бидат кандидати на ВМРО само ако има и парламентарни избори. Ви благодарам многу за гостувањето во топ тема на ваша страна. Начнавме многу прашања, почнавме со случувањата во грчкиот парламент, завршивме со кандидатурите за председател. Останете со програмата на Телма 21:30, Боби Христов и вестите и вклучувањето на Марија Девитарова од Атина. Имате пријатна вечер.